покрај тоа што Македонија не беше примена во НАТО на последниот самит во Чикаго, Арама продолжува со војните активности. Веќе неколку дена е во тек досега најголемата воена вежба во Македонија, кооперативна стрела Лансер 2012, што се одржува во војниот полигон Криволак. Американскиот амбасадор Пол Волерс денеска заедно со генерал-мајорот Горан Чокотевски ги следе активностите на војниците во кампот Криволак. Македонија ги исполнила сите услови за членство во НАТО. Останува само проблемот со името со Грција. Кога ќе се реши тоа прашање, Македонија веднаш ќе стане членка на Алијансата. Со последниот ребаланс на државниот буџет на Македонија, 300 милиарди евра се наменети за армијата. Споредено со другите држави од Балканот, Македонија спаѓа во државите што трошат најмалку пари за војните редови. Грција пак, која е членка на НАТО, а со тоа е загарантирана нејзината територијална безбедност и покрај тоа што е во тешка економска состојба, е најнештедливата држава на Балканот кога се работи за војската. Од годинешниот буџет Грција има одвоено 7,5 милиарди евра за војската, а Бугарија 1 милиарда евра. Веднаш потоа е Србија со 900 милиони евра, а државата која најмногу штеди за војската е Албанија со 236 милиони евра. Дали овие пари се наменети за одржување на постојната воена опрема или за набавка и производство на оружје, не може да констатираме бидејќи тоа е воена тајна на секоја држава.